Во рамките на Македонската енергетска асоциација, во рамките на Стопанската комора на Македонија, имавме една предвидена активност, а тоа е објаснување на следниот чекор на либерализацијата на електрична енергија, односно на пазарот на електрична енергија, за 146 компании кои што согласно Законот за енергетика на Република Македонија ќе имаат право да излезат и ќе имаат обврска да излезат на слободниот пазар. Многу е важно да потенцираме дека овој потек би требало да донесе бенефит за сите компании, значи цената на електричната енергија, која што во последните неколку години константно се намалува на берзите, треба како ефект да го почувствува и македонската индустрија. Очекуваме дека со примената на либерализацијата на пазарот на електрична енергија, трошокот за енергија кај овие компании ќе се намали просечно за 20 до 25%. Моментално цената на слободниот пазар, ако земете денеска, на берзата во Маđarска е 41,5 евро за следната година по мегават час. Компаниите, у принцип, онака како што е замислен системот на либерализација, значи и процесот на либерализација на пазарот на електрична енергија со формирањето на балансните групи и нема да имаат некоја голема обврска да се подготвуваат. Значи они у принцип и нема потреба нешто многу да направат, нити пак они сега треба да станат експерти за трговија со електрична енергија или пак да имаат некакви сектори во нивните компании за тоа. Напротив, тие што ќе ги снабдуваат со електрична енергија, ќе треба да им ги направат сите тие услуги, а тие на крај да конечно да добијат само поевтина цена веројатно. Значи, пазарот и конкуренцијата на пазарот треба да го направи своето. Компаниите се добро информирани, компаниите се подготвени, компаниите точно знаат значи што треба да се случи. Еве точно овие настани во рамките на Македонската енергетска асоциација и Стопанската комора се со намера да тие бидат добро информирани и тие веќе знаат што се случува. Балансните групи се можност да се формираат значи согласно пазарните правила на Македонија и во овие балансни групи значи веќе има неколку потенцијални значи правни субјекти кои што имаат идеја да формираат балансна група, но тоа ќе се случи кога ќе имаме точен датум на либерализација на пазарот. Вие не можете да правите нешто кога не знаете за кога треба да го направите. Овие 146 компании, согласно Законот за енергетика, треба да го исполнуваат условот да имаат над 50 вработени и над 10 милиона евра приход годишно. Кумулативно. Сите трговци со електрична енергија кои што се регистрирани значи со лиценца во регулаторната комисија може да се појават како снабдувачи. Регистрирани има, мислам, над 50 компании, реално и објективно на пазарот работат меѓу 7 и 10 компании.